Благодарам, председател. Најнапред сакам да истакнам дека во однос на овој закон имаме позитивно мислење и треба да биде така. Меѓутоа, сметаме дека финансиската инспекција во јавниот сектор се уште го нема добиено заслуженото место со оглед на околностите во кои што работи и бројот на извршители, а секако и функцијата која што треба да ја обавува. Впрочем, во самото предлог законско решение, цел на законот е дека со овој закон е да се заштитат јавните финансиски интереси во финансиското управување со средствата на државниот буџет, ЕУ фондовите, со утврдување на законитоста и нивното ефикасно и одговорно користење во согласност со посебните прописи кои ја пропишуваат надлежноста во спроведување на финансиската инспекција. Овде имам неколку кратки недоумици и забелешки за кои што може да поразговараме со заменик министерот, за да се надминат во однос на вистинска имплементација и целта на овој закон, бидејќи, како што знаеме досега, немаме некоја конкретна успешност, да кажеме, бидејќи ниту имаме статистички податоци и извештаи колку пријави има, колку се постапува, а впрочем тоа што го кажав на почетокот се однесува бидејќи со овој број на извршители не можат ефективно и квалитетно да ја извршуваат функцијата која што им е дадена, односно надлежностите кои што им се дадени согласно закон. Јас имам една забелешка која што се однесува во однос на членот 48, каде што предвидува мерка за враќање на средства во буџетот. Имено во ставот 1 е предвидено во случај финансиската инспекција да утврди дека јавните средства се користени, внимавајте, незаконски или неоправдано, главниот инспектор во рок од 10 дена од денот на составување на записникот од членот 45, ставовите 3, 4 и 5, ова се однесува на начинот на постапување и извршување на инспекцијата и донесување на записникот, односно изготвување на записникот од констатираните фактички состојби. На овој закон со решение во хартиена форма ќе побара враќање на средствата во буџетот во утврдениот рок. Сега, прашањето овде ми е дали со конечниот управен акт станува извршно решение или актот кој што ќе го донесат. Меѓутоа, дополнително, овде станува збор за незаконско постапување, незаконско користење на јавните финансии. Дали со поврат на овие средства се оттргнува било каква друга одговорност на оние кои што не постапиле согласно законот и прописите. Дали ова ќе значи дека секој еден кој што е носител на одредена функција и има овладување да извршува одредени средства, доколку биде фатен дека ваквото распределување, односно користење на јавните финансии е незаконски, бидејќи во самиот член е предвидено, вели се искористени незаконски, со можноста да истите ги врати, се оттргнува било каква прекршочна или кривична одговорност во однос на ваквото постапување. Ова го прашувам од практична гледна точка, за да не се доведеме после тоа, бидејќи самото законско решение предвидува покрај другите ставови во истиот член за начинот на доставување и изготвување на решението и вели во правна поука дека против решението од ставот 1 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. Овде ми е прашањето, бидејќи тоа е доколку не стане, односно стане конечно управниот акт, а не стане правосилен, исто има право на судска заштита. Дали не се воведуваме во дуплирање на постапките и избегнување на одговорност на оние кои што пристапиле кон недомакинско или противзаконско користење на средствата од буџетот, бидејќи станува збор, како што потенцира во цел на законот е всушност и заштита на јавните финансии. И дополнително со ваквите изготвени решенија истите имаат право на судска заштита, а овде во корпусот на заштита на јавните финансии се вклучени мноштво на институции, како истражните органи, судските органи, финансова полиција, јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи, Државна комисија за спречување на корупција при иницирање. Значи имаме мноштво на органи кои што постапуваат, а во дадениот предлог на закон
во даденото предлог законско решение, на еден начин се избегнува одговорноста кај сторителите на вакви дејанија, односно на, потенцирам, како што е наведено во членот, средствата се искористени незаконски. Тоа сакав да го разјасниме, за да не се доведеме во ситуација да после тоа сите функционери кои што ќе бидат затекнати во ваква состојба се повикат на овој член и со тоа ја избегнат кривичната или прекршучната санкција и ќе се повикат на поблаг закон за странката, односно за оној кој што винува, и со тоа да се избегне правдата при незаконски користење на, односно неоправдано користење на јавните средства во институциите кои што ги водат. Но уште еднаш потенцирам, во однос на овој закон треба дополнително заеднички сите да се ангажираме, бидејќи капацитетите кои што ги имаме и имаме информации дека ги имаат во ова оделение во Министерството за финансии, односно во секторот, се многу минимални. Треба дополнително зголемување, бидејќи имаат надлежност да постапуваат по секој денар од буџетот. За ова година знаеме дека е 5,3 милиарди евра. Секој еден денар да му ја следат трагата од негово односно од негово имплементирање до завршување на било кој проект или било кое средство што ќе се исплати на физичко, правно лице или на било кој друг субјект. Затоа потенцирам дека треба да се зголеми бројот на извршители на ова инспекција, за да може ефективно да се пристапи кон следење и соодветно на некој начин превентивно постапување во одредени случаи со цел усогласување при постапување на државните органи, односно сите оние кои што се корисници на средства од буџетот на Република Македонија или на локалните самоуправи, односно секој еден кој што користи јавни средства. Ви благодарам.